Катица Јанева од символ за правда стана затвореник, од специјална јавна обвинителка стана специјална јавна затвореничка. Дали таа навистина зема рекет и што се случуваше во деновивите кога изби најголемата афера која резултираше со правосудна пресуда? Разговараме со Лазар Јанев, син и адвокат на Катица Јанева, осудена за рекет, но и екс-специјална јавна обвинителка. Добре дојде. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Зошто после толку долго време се решивте да излезете на медиум и да кажете работи кои верувам дека и до сега и не се кажани? Не ве поканија или немавте што да кажете? И едното и другото. Не бев поканет да присуствувам на било каква телевизиска дебата или емисија, но од друга страна во моментов бев премногу зафатен со семејни обврски околу помагање на Катица Јанева додека издржуваше мерка притвор, куќен притвор, работни обврски. Во ист момент останав и без работа и мајка ми отиде во притвор и така се исповрзаа многу работи, така да нема време, но и немав реална вистинска понуда да можам да бидам присутен на доdatна емисија. Катица Јанева од специјална обвинителка стана затвореник. Сите имавме некаква надеж дека Катица Јанева ќе направи еден помак во македонското правосудство, односно дека ќе дојде правдата конечно. Се осетивте ли вие осрамотени кога излезе аферата рекет? Не, јас не се осетив осрамотен од аферата рекет, но се осетив обесхрабрен. Што сакам да кажам, дека во моментов кога мајка ми одлучи да се кандидира за специјален јавен обвинител и да постане специјален јавен обвинител, тоа и за мене, верувам и за целата јавност, беше енигма, бидејќи во тој момент кога започна сета таа хистерија околу договорот од Прибе, договарањето било како ќе се одвива политичката сцена во Македонија и све друго, се појави потребата да се појави специјално јавно обвинителство во кое што беше тема на разговор во повеќе емисии, истакнати правници, професори и слично, но јас искрено и не верував, нити помислев дека мајка ми ќе истакне таква како да кажам, желба, за да може исто да се кандидира и да стане специјален јавен обвинител. Од кога постана мајка ми специјален јавен обвинител, тоа најпрво беше шок, мислам, за целата јавност, но беше и шок позитивен и за нас. Зошто шок за целата јавност? Не верува во Катица Јанева, ја памтеа по нешто лошо? Зошто си фаќаш работа со поголеми личности, знаеш ли што се работи, кои се луѓето, со какви величини на луѓе ќе се доведеш во ситуација да се расправаш, ќе бидеш оставена сама да се бориш, тие однапред ја знаат што ќе се случи. Се потврди ли се тоа? Па реално и се потврди. Мислам дека премногу отворено, премногу амбициозно и со широки гради мајка ми ја зграпчи понудата да постане специјален јавен обвинител, а тоа го видовме уште првиот ден од кога веќе беше изберена, но мислам дека и тогаш веќе беше предоцна. Велите ја зграпчи функцијата, но дали зграпчи дел од милионот? Не. Заради тоа што парите нити се докажаа дека се дадени, ниту се докажа дека постојат, нити сега се знаат каде се, нити кој ги дал и кому ги дал. Значи, јас и сум син на Катица Јанева, но и сум адвокат, кој што сега како самостоен, а претходно како вработен адвокат во канцеларијата на адвокат Ирена Фрчковска, бев активно вклучен во целата судска постапка. И во таа постапка реално имав сознанија и ги гледав и сите докази кои што се избедуваат и бев запознат со целокупната постапка. Со ниту еден доказ во постапката не се потврди било каква поврзаност на Катица Јанева со било какви финансиски средства кои што потекнуваат од имотот или се дадени или од Јордан Камчев, што токму тоа се случува и во овој тоа беше и сторено во пресудата, односно во пресудата не постои било какво доказно, материјално, вербално поврзување на доказите со пресудата во поглед на Катица Јанева. Лазар, ако е тоа така, зошто Катица вака излезе од истражниот затвор шутка? Се дигна многу полемика околу оваа работа и тоа беше дожливо време во кое што јас како син на Катица Јанева имав право да доставувам облика и храна во затворот Шутка. Ја однесов
самата облека јакна, таа е нејзина јакна која што таа ја имаше и уште ја има. И Катица Јанева ја носеше таа јакна во моментот кога имаше право на шетња, а самото време не ги дозволуваше условите да прочеташ значи дека не без... се срамела, дека не е ова срам. Да, во моментот кога Катица Јанева влегува во комбето со кое што треба да се префрли од затворот Чутка во мојот дом, близу до клубот на пратеници, некои од новинарите или некои службени лица кои што учествуваат во постапката за давање одлука, давање предлог, мислење за спроведување на Катица Јанева, благовремено ги известуваат сите новинари дека Кој е треба... тоа? Јас не го знам одговорот. Но кога стигнав дома, јас бидејќи живеам на втори или на трет спрат, јас веќе знаев дека таа доаѓа, но и веќе ги видов и новинарите. Јас знаев и што ќе се случи. Ако може кратко да објаснам, зградата има два влеза. Значи можеш да влезеш и од позади и од страна на улицата Теодосиј Голуганов. Да може да се постави самото комбе на едната страна, на крајот на паркингот, до другиот влез, за истата да биде спроведена скрос од другата страна, со целосно поминување покрај улицата Теодосиј Голуганов, сметам дека тоа не е ништо случајно. Алудирате на тоа дека некој Да. сака да ја извади на тежок срам Катица Јанева? Тоа беше свето договорено и гарантирам дека тоа не беше случајно. Ви кажа ли Катица во некој момент дека се срами од сето ова што се случува? Не, туку само ми кажа што ми требаше оваа работа јас да дојдам за Скопје. Тоа беше нејзиниот одговор. Мислам дека тој одговор Катица Јанева го знаеше многу порано, дека го знаеше од моментот кога беа одбивани предлозите за притвор, предлозите за замрзнување на имот, од кога знаеше дека не може да се вработат одредени лица, бидејќи Министерство за финансии не подпишува, не дава согласност за прием на лица за вработување, кога правеа претреси, а веќе самите лица кои што беа мета или цел на тој претрес веќе беа информирани за тоа што ќе се случува, како ќе се случува и така натаму. Добивавте ли закани? Не добивав закани. За време на пресконференциите на специјалното јавно обвинителство имавме мерки, како да кажем, полициско зајакнување со кое што имавме обезбедување пред куќа, моравме да бидеме дома одреден временски период додека проиде. Сето тоа се случуваше 2-3 дена околу и после, да кажем, презентирањето на истрагите или вршењето на претрес, давање на предлози за притвор, одлуки и слично. А се плашавте ли за својата безбедност? Јас тогаш не се плашев, веројатно поради тоа што не знаев што всушност се работи. Јас бев во Гевгелија, работев таму, не бев во Скопје, читав од медиуми, не разговаравме ни по телефон, мајка ми вообичаено и не разговара за работа или слично, така да јас не се плашев, а од денешен аспект, од која веќе и сум запознаен со дел од предметите кои што беа како докази во постапката во рекет, значи имаше на затворена седница се изведува определени докази, јас сметам дека сум требал да бидам исплашен. Зошто? Па заради тоа што кога видов колку обвинети, колку осомничени лица има, колку лица биле предмет на обработка, сведоци, сослушување, какви се тоа биле бизнисмени, лица кои што биле на раководни функции, слично и колкава е нивната моќ, кои шетаат со обезбедување на секој свој чекор, јас тога сватив дека навистина сум требал да бидам загрижен и малку да бидам позатворен од тоа што сум бил тогаш. Дали може би славата го допридонесе тоа што и се случи на Катица Јанева? Кога таа се запозна со Бојан Јовановски Буки 13? И дали нивната релација беше толку многу блиска, бидејќи вие велите дека Катица Јанева не кажувала информации за низината работа, особено преку телефон, дали може би му кажувала во живо? Па да ви кажам, мојот аспект од моето гледиште на таа работа е дека мајка ми беше премногу отворена и транспарентна за сите. Што сакам да кажам? Дека таа одговараше на сите телефонски повици, дозволуваше да се осваруваат средби со нејзе, доколку шефот нејзе на кабинет единствено сам ја извести и определи кој период од денот е слободен за истата да може да прими било кој, меѓу кој што и Бојан Јовановски. И мајка ми се запозна со Бојан Јовановски во крајот на месец септември.
Мислам дека тој беше тука еден период во кој што после јас не знаев дека ќе се запознати, дека се виделе или дека закажале средба да се видат со Гордана Дубњак, тоа за мене беше непотребно и ниту го знаев. Јас во тој момент Тоа е периодот кога вие работите веќе во еден ТВ? Не. Добро. Тој е период во кој што јас работам во Фонд за иновации и технолошки развој. Јас работев таму, тоа беше некаде крајот на месец септември и мајка ми се дојде од работа, ние живеевме заедно тој период во Козле, кај што беше вршен и претресот. И ми спомна, вика, стана нешто збор околу работата, ние работевме премногу, тогаш имаше многу работа во Фондот за иновации и велам, навистина за толку многу работа, за нешто кое што јас не сум го учил баш специфично, сметам дека треба да си најдам некоја друга работа. Ми вели денеска, јас Гордана Дубњак беше кај мене на посета, разговаравме за една емисија, беше и Бојан Јовановски. Вика ми спомна, вика, дали ти сакаш, вика, нешто, дека имало простор да се вработиш во телевизијата. Морам да напоменам дека јас по смртта на мојот татко, значи веќе бев упишал студии по новинарство. Значи тоа е период од 2 години порано. Значи јас кога решив да одам да работам не во еден ТВ, туку бев работен во БМЈ Медиа Груп како основач на еден ТВ. Јас работев како правник, меѓу другото и заради тоа што јас си реков можам да пробам, веќе учам новинарство, ќе ми помогне и правник сум, ќе пробам да се пронајдам, ќе ги надополнам моите знаења. Како може правник кој работи во еден медиум да ги надополнува своите знаења во новинарскиот дел? Бидејќи сепак тоа ние сите што работиме во медиуми знаеме како тоа функционира. Правна служба е едно, новинари се друго и така натаму. Ќе ви кажам дека тоа не е така. Јас кога отидов во еден ТВ, значи имаше луѓе кои што сите има повеќе искуство од мене во медиумскиот свет. Дали се биле тие тонци, не знам, дали мислам новинари, техника, сите тие кои што работеа си ја знаеа својата работа. Јас кога отидов во еден ТВ, почнам да гледам што има тие поврзано со кое тело ги регулира работата која што ја работи самата телевизија. Тогаш видов дека нивното тело е Агенција за аудио и аудиовизуелно медиумски услуги. Значи јас во тој момент почнав да ги читам сите мрежни правила и правилници кои се однесуваат на начините за рекламирање, новите техники за рекламирање, спонзорство, сето тоа што треба да го обезбедува една медиумска куќа, сето тоа го прочитав, го проучив и отидов во Агенција за аудио-визуелно медиумски услуги. Кога отидов таму, ми беа дадени 7 документи и изјави кои што мислам тие беа изработени наоди и вештачења со тоа што како еден ТВ го прекршува Законот за аудио-визуелно медиумски услуги и сите други мрежни правила, како ги прекршува по сите полиња. Јас ги земав тие сите извештаи, ги проучив сите и со секој извештај напишав кој е нашето решение. Имаше рок од 30 дена кои што треба да се надминат недостатоците. Се сиднав доле во камион во нашата редакција и ги прашав како го поставувате. Така да кажете дека така сте. Со тоа помина работата и еден ТВ за таа работа покрај сите од сите 7 овие наводи кои што беа направени, сите поминаа позитивно. Еден ТВ не доби ниту една казна од кога јас влегов во телевизијата. Делува дека сте горд на тоа? Јас сум горд, да. Горд се што работевте во еден ТВ? Да. Имаше тим кој што беше во ред, имаше тим кој што работеше макотрпно, јас и до ден денеска сум пријател со скоро сите новинари кои што биле таму, со ниту еден не сум во лоши односи. Со Бојан Јовановски во какви односи сте? Со Бојан Јовановски во односи сум како што можам да бидам моментално во поглед на судењата, се среќавам. А да правевте повеќе приходи во еден ТВ кога работевте или сега како самостоен адвокат? Како самостоен адвокат. Имаше некои информации дека сте земали по 10.000 евра месечно? Не, тие се информации за, како да кажам, за разноликост во секојдневието. Таква информација имаше и во додека работев за Дански совет за бегалци, дека во Гевгелија на транзитниот камп Вино Јук сум земал 3.000 евра плата. После тоа се докаже дека тоа не е вистина, туку дека земав 33.000 денари. Во еден ТВ бев осигурен на 40.000 денари плата, сите пари ги земав на сметка.
Значи имав и покачување на плата, баш поради ова што ви го кажам во однос на извештаите, без свесен за таа работа. Мислите дека е поради извештаите или поради тоа што Катица Јанева е ваша мајка, а Бојан Јовановски сака да се сближи или е сближен во тој период со нејзе? Не можам да потврдам дека тоа е така или не, заради тоа што ние имавме секој, тоа беше различно, дали секој вторник или секој петок, имавме како еден вид на колегиум кај што сите се собиравме и сите беа наградувани. Јас сум бил сведок дека новинари кои што се како вас и ги знам со име и презиме и можам да ги спомнам дека сите тие беа наградувани. И текнали некогаш да размислите како се финансира телевизијата, од каде се парите кои влегуваат во нејзе, од каде се толку многу пари за толку високи плати? Јас искрено да ви кажам, мојата плата од 40.000 денари и да кажам после беше и 50.000 денари и 60.000 денари, и јас не сметав дека таа е премногу висока плата, за да тоа јас почнам да истражувам кој колку пари зема и од кај му се парите. Искрено новинарите кои што доаѓаа кај нас, не сметав дека имаат доволно финансиски средства, дека земаат енормни суми, заради тоа што и работеа по еден ден. Секој од нив имаше по еден ден отворен ден студио. Да, но тоа се новинари кои, како што кажате, вие ги познавате, знаете за какви новинарски имиња станува збор, кои сигурно не можете да ги платите 1000 евра. Не бев свесен дека тоа може би кошта и повеќе или помалку. Искрено и сега не знам колку плата земаат новинарите. Значи јас во телевизијата кога влегов, мене парите ми стигаат на сметка и јас ниту во еден момент не сум Сте земале некогаш пари на рака? Никогаш. Никогаш. Што е со гарнитурата која беше одземена од вашиот дом, таа фамозна гарнитура од 5000 евра? Од каде на семејството Јаневи 5000 евра за гарнитура? Па мајка ми земаше голема плата во специјалното јавно обвинителство. Ние сите бевме вработени, не бевме на нејзин грб. Сестра ми е специјалист по фармација, јас сум правник, магистар по интелектуална собственост. Баба ми зема пензија во Гевгелија и живее, од татко ми земав јас пензија моментално, бидејќи како син до 26 години имав право да земам пензијата. Мајка ми имаше доволно приходи за да може да си приушти гарнитура. Од една страна земавте на компензација? Работата беше што Бојан Јовановски истата таа гарнитура ја земал на компензација, а мајка ми истата гарнитура му ја платила. Затоа и ние имаме каса прими кој што беше како доказ доставен во судот дека таа сума е платена. Значи тоа практично може да се свати дека било нека бизнис релација помеѓу Катица Јанева и Бојан Јовановски, чим Катица Јанева ја плаќа гарнитурата кај него, а тој ја зема на компензација од... Значи јас искрено тој договор каков бил со Еден ТВ и со Па вие сте во правната служба, поради тоа прашувам. Но не го работевме. Значи јас го работев делот кој што се однесуваше со АВМО и делот кој што се однесуваше повеќе за тоа како изгледа делото телевизијата, дали некој изгрешил, стигнала поплака за Сергеј Варошлија и неговото... Тој беше мојот домен на работа. Штом сте се дружиле со новинарите, техниката, вработените во телевизијата, сигурно сте шетале низ телевизијата, претпоставувам. Кого се гледавте да се врти низ телевизијата, освен оние што нели гостуваа во делот на програмата? Кој се одеше во низ канцелариите на таа телевизија? Се зборуваше дека многу звучни имиња, дури дека дел од парите во рекет се предадени токму во таа телевизија, токму во тој објект. Значи јас додека бев во телевизијата беше поделена и хоризонтално и вертикално, значи како да ви кажам, делот кој што се однесуваше на канцелариите беше по едни метални скали кога се качуваш нагоре, а останатиот дел кај што беа новинарите или кај што се одбиваше делот за снимањето беа на првиот спрат и на втори спрат, да. Моето работно време беше од 10 до 6 часот, од 10 до 5. Вообичаено гостите во прайм тајм доаѓаа после 5 часот. Значи... И сега многу интересно, во таа телевизија доаѓаат гости, иако не ме одговоривте конкретно на прашање, доаѓаат гости кои меѓу нив има и обвинети лица од СЈО. Вие сте син на Катица Јанева која е специјална обвинителка и сега Катица Јанева ги гледа истите гости во СЈО како обвинети, а вие кога ќе се сретнете во просториите на Еден ТВ, кога ќе се разминете, како што ги гледа? Јас не се среќавам со нив. Јас реално со никој од нив сум се немал сретнато. Значи било кој да дојдел да учествувал во Еден ТВ, не знам од кој од политичарите, било од која политичка партија или било од кој државен службеник, јас не сум ги среќавал, ниту пак
еве новинарските имења ме прашувале мене кого да повикаат, што да прашат, ниту пак ме известувале кога тој ќе дошол за јас да не се појавам или да се појавам таму. Значи, јас со тоа бев растеретен, значи јас сум тие луѓе не ги познавав и не А се верував. чувствувате злоупотребен сега од овој момент, од оваа гледна дистанца? Јас сметам дека луѓето си правеле филмови околу мене. Значи, било тоа да се личности кои што работеле со мене, биле мои колеги, биле мои пријатели, познаници, непознаници, дека некои луѓе можеби и несвесно си ги побрзуваат некои работи како што не ми одговара. Колку пријатели ви остана? Сите ви беа пријатели додека беше вашата мајка специјална јавна обвинителка? Па Сите јас сакаа да ве видат, предпоставувам. Значи, точно е тоа. Значи, ние сме имале многу пријатели, јас имам другари кои што реално се сите од Гевгелија, со нив дружев и претходно и сега и тие ми се мене најблиски другари. Пријателите можам да ги избројам на рака, верувам дека не се повеќе од 10. Вклучително и тие кои што се со потекло од Гевгелија и тие што се од Скопје. Каде се овие пријатели и колеги на Катица Јанева, да се потсетиме дека Катица Јанева сама го бираше тимот. Прва влезе Ленче Ристовска, потоа ја побарале Фатиме Гаврил Бубевски, Фатиме Фетај, па така нето. Кај се сите овие? Ова не е целиот тим. Во овие лица кои што се овдека, ние имавме пријатели и имаме пријатели со дел од нив. Може да кажете кои се? Би било проблем? Па јас не сум во контакт со нив реално со сите многу. Значи некои воопшто и не ги познавам. Значи не сум ги познавал претходно. Например, обвинител Трајче Пеливанов го знам многу поодамно, уште пред мајка ми да биде специјален јавен обвинител. Обвинителката Елизабета Јосиповска исто така ја знам уште пред мајка ми да постане специјален јавен обвинител. Останаа тие пријатели или не? Па искрено не останаа тие пријатели. Значи ние контактираме, не сме скарани, но не сме ни блиски. Не знам во која релација се исте тие со мајка ми. Јас можам само да им се заблагодарам исто што и дојдоа да сведочат. Барем имаа храброст да дојдат и да сведочат. Кога ние ги повикавме. Да. Кој? Стефчо Донев, обвинителот, одби да присуствува и обвинителот Љубомир Лап. Имате ли разговарано со Катица Јанева од кого е највеќе разочарана од овие обвинители? Не само овие, и останатиот дел од тимот. Немам разговарано искрено, не сакам, не отворам такви теми, мислам дека таа знае многу добро, дека си е запознаена со сето тоа, може еден ден ќе го каже и ќе преговори за тоа, има и што да каже, знам дека има што да каже. Премногу собира за овој временски период и сметам дека има толку многу информации што едноставно може да експлодира од нив. Што се тие информации, на што се однесуваат? Па има многу информации со тоа што, како да кажам, и околу судски постапки кои што ги знае, мислам, изработени предмети во обвинителството кои што знае дека сега не се спроведуваат. Знае дека кој имал пријател па се нудел за помош, видела дека сега тој пријател исчезнал или пријатели исчезнале зашто тие сите биле блиски само кога таа била специјален јавен обвинител. Знала многу работи и стануваат јасни и не и за сега. Например, што се случува, зошто не врти бројчаникот иако се ги преземал сите действија за замрзнување на имотот на Сејат Кочан. Многу работи стануваат јасни и верувам дека ќе и постанат јасни, но ќе дојде време кога таа сама лично ќе ги изнесе. Сега од тоа што го слушам од вас, излегува дека практично Катица Јанева е злоупотребена, ставена на функцијата, изгурена од функцијата, пратена во затвор и делот истрагите не се спроведува затоа што се штити некој, предпоставувам. Можам така да ве заклучам или? Да, јас мислам дека таа беше како еден вид на едрилица. Има ветар и од лево и од десно и едрилицата оди. Во еден момент кога сите не веруваа дека таа толку брзо ќе вози и неприкосновено ќе плови низ морето, го згасна ветрот за таа да потоне. Мислам дека тоа се случи. А кој кого потона? Катица Јанева го потона СЈО или СЈО ја потона Катица Јанева? И тоа е едно прашање кое долго време циркулира во јавноста и нема одговор. Ќе ви дадам одговор и ќе се надополнам на претходно што ви кажав. Тоа беше делот кој се однесуваше на тимот. Јас сметав дека Катица Јанева избра многу голем тим. Односно дека требаше да одбере тим од 2-3 обвинители со не повеќе од 10 стручни соработници и да го спроведе македонскиот метод, а тоа е метод на жалење, немање ништо и континуирање не барање повеќе и не трудејќи се да пронајдеш нешто повеќе за да успееш.
Тоа значи, ние немаме тонер, ние немаме хартија, ние немаме ресурси, немаме зграда, зависиме. Тоа е одговорот и начинот на кој што функционира македонското општество. Тоа е моето мислење и јас сметам дека тоа до ден денес е така со сите државни институции. Затоа сметам дека беше премногу голем напорот кој што таа го вложи и тимот кој што го собра и дека никој не веруваше во неиза дека таа навистина ќе се бори против големците, условно кажано, во Македонија. Во поглед на тоа дали Катица што се случи со потонувањето на Катица и СЈО, јас сметам дека премногу се изедначува Катица Јанева со СЈО во еден случај, во друг случај не се изедначува. Што сакам да кажам? Катица Јанева се изедначува дека таа со своите постапки го срушила специјалното јавно обвинителство и дека тоа јавно обвинителство не треба да постои понатаму заради тоа што Катица Јанева тоа така го презела действијата кој што не требало да го превземе. Од друга страна, довербата на граѓаните од 56% од специјалното јавно обвинителство не беше и 56% доверба само во Катица Јанева. Таму има стручен тим на обвинители кои што работат, стручни соработници кои што работат, па процентот од кој што е најголем дел можеби неизен за основањето, за изборот на тимот, за начинот на работа и сето тоа што се случува во специјалното јавно обвинителство, припаги на другите, не само на Катица, па и во конкретниот случај, ако Катица Јанева... Дали мислите дека ќе продолжеше да постои СЈО ако не беше рекет? Имаше законска можност за тоа. Ако не беше рекет? Да, имаше законска можност за тоа. И со рекет можеше да продолжи? Да, можеше да продолжи. Можеше да продолжи, затоа и така е направен законот. Значи Катица Јанева не била единствениот специјален... Вие еве ако се ставите во една позиција на тие кои избираат дали ќе постои СЈО или нема да постои СЈО, дали постои еден таков скандал каков што беше рекет, таква афера која во Македонија реално можеби не се памети, би дозволиле да постои таа институција? Би имало ли некој верба во СЈО каде што обвинителката, главната шефицата на сите обвинители, обвинета дека земала пари? Добро. Ајде, јас ќе ви одговорам на тоа прашање. Дали во моментов Катица Јанева ги спроведувала истрагите кои што се водели во специјалното јавно обвинителство? Дали подпишувала на крај Катица Јанева, дали кида обвинението или нема да иде обвинението? Без нејзин подпис не може да проведе. Дали обвинението, имајќи во предвид колкави се тие обвиненија, дали били изработени сите само од Катица Јанева? Не били изработени дали само од нејзин. Дали Катица Јанева имала предпоставено влијание врз сите останати обвинители? Тие имале истражители. Имале стручни соработници. Но имала соработници. предпоставено влијание. Тоа значи дека Катица Јанева можела на секој еден од овие обвинители да им каже дали треба да запрати истрага, дали нема да запрати истрага и така натаму. Пате ми тоа обвинението, колку што јас знам за рекет во делот на Катица Јанева. Не. Или ќе ме поправи? Не, ќе ве поправам и ќе ви кажам во овој аспект што јас мислам. Сакам да ви кажам дека во случајов кога се појави случајот рекет, во тој момент, согласно законот за специјално јавно обвинителство, имаше можност да се избере нов специјален јавен обвинител. Мандатот на самата институција беше 5 години, а мандатот на специјалниот јавен обвинител е 4 години. Тоа е и целта на самиот закон, дека институцијата не е врзана само за Катица Јанева. Како што значи дека Катица Јанева не уништи СЈО, ама СЈО уништи Катица Јанева? Можам така да го сфатам? Не, сакам да ви кажам дека СЈО можеше да продолжи да постои и таа една година во кој што вработените земаа плата и одеа во специјалното јавно обвинителство, можеше... Не знам дали идеја на прошетка, за тоа земаа плата. Ако вие мислите дека одеа на прошетка за да земаат плата, не сум сигурен јас. Во конкретниот случај тие прибираат докази од други институции, имаа веќе докази, можеа да довршат дел од обвинението, што јас сметам дека тие работеа. И дека доколку дојдеше било кој, еве Фатиме Фетај, беше предложена за да биде заменик на Катица Јанева во случај кога во нејзино отсуство. Зошто 7 или 8 месеци ова обвинителка не беше избрана од страна на Советот на јавни обвинители? А Катица Јанева во сабота во 7 часот беше разрешено од Советот на јавни обвинител, мислам дека. Јас мислам дека и Советот само тогаш има работено во сабота, никогаш друг ден нема работено, никогаш нема работено сабота. Значи затоа светате дека Советот на јавни обвинители е компетентен и направи правилна постапка за тоа што ја разреши Катица Јанева? Не сум сигурен во тоа и мислам дека донесе одлука многу порано, сето тоа базирано во поглед на јавноста и дека самиот Совет на јавни обвинители беше против јавното обвинителство, имајќи во предвид дека тогаш претседателот на Совет на јавни обвинители, сега не знам дали е истиот,
имаше напишано БЗЗ за Сеат Кочан. И то ви е доволно јасно. Тоа значи дека Тоа треба сега да се Има многу Ако идеме по истата постапка како Катица Јанева, треба да го разрешат предпоставам тоа сакате. Предпоставам дека би имало некоја дисциплинска повреда. Така. Ве прашав за предпоставеното влијание, односно ви кажав дека имала предпоставено влијание Катица Јанева врз сите обвинители, можела да се опре запред така натаму, се надоврзавме и на рекет како обвинителен акт. Малку ги она што јавноста реално го знае дека Катица Јанева земала гарнитура од 5000 евра и земала 50.000 евра, ако мислам дека таа беше сумата на пари, за да го сопре предметот империја, односно случај спогодби. Јас обвинителниот акт би го поделил на 3 дела. Првиот дел би се однесувал на делот за пуштањето од притвор во куќен притвор, делот кој се однесува на нудење спогодба, заштитен сведок и неодење во затвор, и последниот дел би се однесувал на патната исправа. Јас сметам Катица Јанева осудена дека злоупотребила службената положба и овластување и токму тоа дека прибавила гарнитура во износ од 5000 евра, приближно 5000 евра и 50.000 евра кои што Катица Јанева ги прибавила не се знае од кого. Но единствено обвинителството смета дека поради тоа што постои слика која што не е вештачена, дека постојат 50.000 евра на масата и дека за тој износ Катица Јанева го прибавила и со тоа ја прибавила корист од злоупотребата на својата службена Од каде се положба. тие пари, колку пари имаше на масичката, бидејќи ние кои бевме во судница не можевме да фотографираме и така натаму, но ги видовме тие пари кои седа до Катица Јанева. Чии се тие пари? Тие се пари на Катица Јанева. Колку пари беа? Таму точно не знам колку има, али 50.000 евра нема. Се движи цената околу 5.000 евра. Тоа е во делот на гарнитурата. Тие пари ги извадила за Да, што? тоа е За да ја плати му ги- гарнитурата? Точно, да. Значи, да расчистиме, парите од Катица Јанева, Да. што биле пред неизе, како Да. што беше доказ и во постапка, се за да ја плати гарнитурата која е Точно. земена за од компензација Да. со 1 ТВ. Да. И како може износот? Од кога е снимката, од кога Јордан Камчев ги снима Бојан Јовановски и Зоран Милевски како излегуваат од неговиот дом? Дали знаете на која дата е тоа? Тоа е на 20 февруари. Знаете кога е сликата сликана во домот на Катица Јанева? На 5 февруари. Па можно ли е од торбата Луи Витон 15 дена порано да бидат тие средства дадени? Да не забораваме дека имаше средства кои беа претходно дадени кај Бојан Јовановски според обвинителниот акт, според првостепен и второстепена тие не пресуда, се- да кажам. Затоа и тие, значи Може тие од средства, тие пари се ма тие? зошто не се тогаш во делот се конфискуваат во корист на државата? Јас ќе ви кажам и во поглед и на притворот. Значи, во поглед на притворот и давањето на предлог за сите обвинети во предмет империја, да сите осомничени во предмет империја да одат во куќен притвор, како предлог на специјалното јавно обвинителство, мислам позитивно мислење. Во тој случај можам да кажам дека пресудата се заснова на два типа на докази. Односно, се заснова на доказите кои што се однесуваат на сведочењата на Јордан Камчев и на Ана Камчева и снимките кои што Зора Милевски Кичевец ги достави на 10 октомври или на 9, еден ден пред поднесување на обвинителниот акт. Што сакам да кажам? Во тој период Ана Камчева вели дека таа отишла во домот на Бојан Јовановски и дека му однела 350.000 евра. Дека тие средства и биле побарени на втора или трета средба, која што остварила со Бојан Јовановски, дека средбите се одржувале во 1 ТВ и дека секогаш на тие средби Зоран Милевски Кичевец бил со неизе. Од друга страна, Јордан Камчев вели дека Ана Камчева му предала 500.000 евра на Бојан Јовановски во кутија за чевли, тоа е во записникот во фазата на истрага. Потоа на судењето вели дека 350.000 евра Ана му ги однела на Бојан во 1 ТВ во просториите на 1 ТВ. Сега, сите овие и двајцата сведоци не знаеле дека Зоран Милевски Кичевец истите овие средби ги снимал. Тој ги достави овие докази во обвинителниот акт. Многу добро може да се потсетат и сведоците, а и судиите, и верувам дека Врховниот суд ќе го прочита предметот, ќе ги преслуша сите и снимки неовластено снимени разговори и баш ќе види дали Катица Јанева се јавува на телефон кога остваруваа средба Зоран Милевски, Ана Камчева и Бојан Јовановски. Од тие докази кои што толку многу лажење помеѓу себе се
И тие докази кои што се доставено Зоран Милевски Кичаец, јасно ќе се види дека на таа средба нити Катица Јанева се јавува на спикерфон, нити потврдува за било каков притвор, нити давање куќен притвор или слично. Без разлика и на оваа околност ние ги сослушавме обвинителите. Еве, ако вие велите дека е така, тогаш од каде е тоа тонско парче кое го слушаме, не се секира и секи биде окей? Па тоа веќе зборуваме, тоа е месец февруари. Зашто тогаш Јордан Камчев е во куќен притвор. Тој не е предметот кој што се однесува во... Ама дали се однесува на спогодбата можеби за империја? Така, ако зборуваме за тој предмет, за дали се ќе биде окей, значи и сите други прислушкувани разговори, јас ќе ви кажам дека за сите тие има едно НЗС. Односно дека тие нити се знае во кој временски период се снимани, ни со каков уред се снимани, дали се вештачени, дали се сите една интегрална целина или се поделени и на колку хард дискови истите се снимани. Сега сакате да кажете, знаете, во време кога Катица Јанева беше специјален јавен обвинител, имаше една флоскула од ВМРО-ДПМН, сечена, лепена, монтирана. Не, и ќе ви кажам зошто. Да, можеби ќе зборуваме за тоа. Јас ќе ви кажам и зошто, нема само како тогашниот премиер да излезам и да кажам дека тоа е така. Доказ број 117 и 118 се докази од рекет, кој што јас од кога станав адвокат, првата работа што ја направив, поднесов барање преку адвокат Ирена Фрчковски, отидов да ги прислушам разговорите. Во доказ број 117 има 6 снимки. Во доказ број 117 има 11 снимки. Истите снимки се повторуваат и во двата докази. Еве, јас ќе ги повикам сите суди на Врховниот суд да ги отворат овие докази. Сакам да ви кажам дека овдека постои и повреди од апсолутен карактер. Овие докази нас како одбора не ни се дадени. Туку ни е даден само увид во нив. Ние препис пишувавме на рака или имавме препис од, транскрипт од јавното обвинителство кој што судот го зема за веродостоен и таму пишува Бојан разговара со едно женско лице во заграда се мисли на Катица. Ние со такви транскрипти го досудивме овој случај. И ние до таму стигнавме. Сега во конкретниот случај, ако ние имавме разговори кои што не знаеме кога се снимени, како се снимени, а од друга страна имаме сведочење на Јордан Камчев, на прашање на адвокат Делио Кадиев, дали Јордан Камчев вам би е понудена спогодба од Катица Јанева, дали ви е понудено да бидете заштитен сведок, дали ви е понудено вие да не одите во затвор и да платите минимална штета, одговорот беше не. Дополнително, обвинителката Вилма Русковска постави прашање дали надвор од специјалното јавно обвинителство Катица Јанева вам ви понудила спогодба. И Јордан Камчев одговори не. Тие се прашања кои што сега го ги поставиме, имајќи во превид дека Катица Но тоа го правила преку Бојан 13-ка. Сега ќе ви кажам и делот кој што се однесува... Јас колку што паметам, така беше и обвиненијето, дека практично Бојан 13-ка со претпоставено влијание, иако претпоставено влијание е кога имаш повисок авторитет. Така и треба веројатно да има некоја хиерархија. Да. Обвиненијето токму тоа дека влијаел за пари или за да земе пари на Катица Јанева за империја. Да, јас ќе ви кажам, Катица Јанева повредила повеќе од 90 одредби. Значи, таа повредила 3 глави од Законот за кривична постапка. Значи, делот кој се однесува на истражна постапка, за спогодување и делот кој што беше на... Не знам точно кај беше делот во пресудата кој се однесува на 90 одредби. Сега се прашувам дали, имајќи во предвид дека јас тогаш ја видов и правно, јас тогаш првпат се запознав и со предметот империја. Имаше правна анализа која што имавме на затворена седница. Како во моментов е можно за кривични дела кои што беа вметнати... Тоа е она што објавено на социјалните мрежи кај Бојан Јовановски, претпоставам со 4 години минимум затвор. Тоа што го коментиравте и вие на социјалните мрежи. Јас имам, не знам што има објавено Бојан Јовановски, значи јас знам за кривичните дела кои што беа поставени. За тие кривични дела да може да се постои испогодување по не знам која весела математика, тоа истото е изготвено за 1 година казна затвор. Тоа реално јас не знам дали Катица Јанева ги повредила одредбите за спогодувањето или ги повредил друг обвинител кој што бил надлежен во тој случај. Односно Лилија Стефанова која го водеше. Затоа ќе видиме, јас не сум запознаен исто дали е ова целокупниот предмет за дали е завршен предметот за Јордан Камчев, така изјави обвинителката. Кажавте дека да, ама кажавте вие Вилма Русковска кажа дека е завршен, Лилија Стефанова вели дека ова станува. Да. Но имаше и писмо, ќе се вратиме кога веќе ги споменавме писмата од испратено од КПУ Шутка, односно затвор Скопје во Шуторизари, каде што практично надлежноста Катица Јанева ја предава на предметите од СЈО на јавното обвинителство. Дали го направи своеволно?
Бидејќи вие сега од една страна велите СЈО можело да продолжи да функционира и без неа. Дали можеби она сакала да продолжи да функционира СЈО, па кога сватила дека нема да функционира ги предала? Како се случи сето тоа? Имаше еден дел, сега точно не сум сигурен само во која одредба, дали беше во Законот за специјално јавно обвинителство, кај што јавниот обвинител треба писмено да ги предаде. Значи јас Законот за специјално јавно обвинителство не бев ни го прочитал претходно. Така. Значи ниту ми требаше, нити го прочитав. Значи јас тогаш преку адвокатот Ирена Фрчковска и Делјо Кадиев, исто и тој беше ангажиран, се сеќавам, во тој период, разговаравме и тие отидоа на посета, меѓу кои што мајка ми од таму ни спомна дека таа знае што треба да направи, дека што луѓето прашува, што се случува со предметите, дали некој ги работи. Мајка ми имаше една желба уште пред да стане специјален јавен обвинител и сега и денеска да се зголеми довербата во судството, да работи, предметите да продолжат. Таа во ниту еден момент не се поколеба дека предметите нема да ги предаде заради тоа што се води постапка спротив нејс. Дали имало притисоци? Имаше притисоци од сите. Значи знам. Кои се сите? Сите се јавноста, значи јас читав и што сите пишуваа што ќе се случи со предметите, избрана е од овие што се обвинети за да се случи ова, тие да идат на слобода. Владата се труди, имаше и тогаш и притисок реални од Министерство за правди од владата, тоа не беше директен притисок врз нас, но сите се оградуваа од Катица Јанева, товарот на плеки свето полека се префрлаше врз наш товар. Значи тоа ќе беше само еден мотив плюс да се продолжи и притворот спрема Катица Јанева. Јас верувам дека не дека ние бевме уценувани дека Катица Јанева ќе остане во притвор заради таа работа, но тоа беше товар за нас, како што беа товари, како да кажем, разговорите со прислушкуваните разговори. Дали кај нас дома имало дудба поставено во гарнитурата за снимање, дали имало прислушкувани разговори кај нас, па се нашле во еден ТВ, пишуваше во Бојан. Имало ли такво нешто? Немаше ништо. И мојот лаптоп го одзедоа, па се нашле кај синот, па и Јордан Канчев поднесе кривична пријава против мене. Поднесе кривична пријава дека јас, Лиле Стефанова и Катица Јанева сме злосторнички, сме се здружиле за нему да му направиме штети и да му го измислиме предметот империја. Јас само две прашања ќе го прашам. Како може јас и Лиле Стефанова, кои што не се познаваме, јас првпат Лиле Стефанова ја видов во судница. Катица Јанева се псуеше со Лиле Стефанова во судница. И сега ние заедно сме се здружиле за да му сториме штета, немале докази, Јана Камчева имаше сведочење дека ние сме го измислиле предметот од СЈО, не им биле давани докази и јас не ги знаев доказите. И сега не ги знам. Али во моментов тие склучија спогодба со јавното обвинителство. Сега дали уште важи таа кривичната пријава према нас дека ние сме се организирали или навистина постојат докази и ние тоа не сме злосторнички се здружили. Тоа беше и причината за претресот. Кај нас не дојдоа да ја бараат. Што се случуваше за време на претресот? Кај нас не дојдоа да ја бараат гарнитурата, ниту пак да бараат милиони. Значи лесно се гледа човек кој што има 1.000.000 евра или повеќе милиони евра. Значи тоа може да се види од сметки, тоа може да се види од имот кој што го поседува, начин на живот, тоа све се гледа. Значи кај нас се бараа прислушкувани разговори. Првата наредба за претрес јас ја прочитав и пишуваше USB стикови, хард дискови, се бара све, се направи претрес на куќата, се бараше све што имаше. Од секаде се бараше, имаше една мала фонтана во дворчето кај што живееше мајка ми, во фонтаната се бараше. Значи луѓето мислеа дека ние луѓето, самите истражители беа должни да проверат, а изгледа некој друг мислеше дека на обвинителката Вилма Русковска беше тој претрес. Сега прислушкуваните разговори, значи прислушкувани разговори во домот на Катица Јанева се барале и од фонтаната во двор. Да, се бара и во пералната, секаде се бара. Значи све се прочепка. Истата таа работа се случи и после 40 дена, на 21. Тогаш тие дојдоа, бара прислушкувани разговори и пред мене се јави еден од истражителите, претпоставувам дека разговараше со Вилма Русковска. Ја најдовме тука, он зборува за гарнитурата. Гарнитурата беше и шарана од нашата внука, година и пол имаше со пенколо шарано. Седеа истражителите и ние седевме на иста гарнитура во дневната соба. Ние ниту на крај памет не ни помисливме на таква работа. Ние камионот кога го видовме просто се зачудивме што прават луѓето. И при вториот претрес кога го правеа тие повторуваа истата постапка. Тоа беше во кратки. Постои личен анимозитет?
Не, али јас мислам дека постои злова. Мислам дека не постои случајност да на денот кога починува мојата баба и на еден ден после давањето на исказ, кога веќе сите знаеа, имаше и пин мерки спрема нас, да ние во моментов да бидат преземени такви радикални мерки со јавни изјави договорени. Во истиот ден обвинителката за 2 дена даде 3 интервјуа. Јас се сеќавам за 24 вести, 1 телефон, 2 телефона, кој ги имал, ги немал, тоа сето јавноста ја хранеше. И јас гледав дека на Тајм МК пишува повеќе од 1000 вести за нас. Значи тоа беше таква инвазија на пишување на... Сакам да ви кажам дека во делот на куќниот притвор за префрлување во Гевгелија имаше предлог од наша страна да се префали КТЦ Јанево во Гевгелија. Кога се поднесе и гаранцијата и кога се поднесе барањето за префрлување од притвор во куќен притвор, жалбата од притвор во куќен притвор, истакнав, јас им кажав на моите адвокати да истакнат посебно барање КТЦ Јанево да биде спроведено во Скопје, во мојот стан, заради економичност на постапката. Многу се големи трошоците за спровод од Гевгелија до Скопје. Да во јас во жалбата по овој предлог истакнат по завршување на постапката за КТЦ Јанево да биде префрлен во Гевгелија, да добиам одговор од обвинителката Вилма Русковска дека КТЦ Јанева била дека Гевгелија се наоѓала на погранично место, КТЦ Јанева можела лесно да избега и дека токму поради тие причини обвинителството дал предлог КТЦ Јанево да биде во куќен притвор во Скопје, а не во Гевгелија. Тоа само ја покажува намерата и тенденциозноста на обвинителката, која што и во тие формални поднесоци успеа да каже, да си дозволи да ги лажи и судиите и сите, дека ние сме имали имот во Грција, дека ние сме имале пријатели во странство кои што немаме. Дека сме имале... Да не планирате да купите? Ако имам пари во животот, ако имам можност, ќе купам. Работата е што во моментов ниту сме имали имот, ја пишуваа дека е безимотна, затоа не дозволуваат да се укине куќниот притвор, а отиде во нејзината куќа во Гевгелија во куќен притвор. Како е безимотна, а во нејзината куќа издржува мерка куќен притвор. Такви ниски удари тие нанесува многу поголема штета отколку самата постапка. Верувајте ми, зашто тоа беше се осеќаш обесхрабрено и немаш... Како се држеше Катица во тоа време? Што сметаше? Почувствува ли некогаш вина? Еве, велите дека можеби вашето тврдење дека се не се распаднало поради нејзе, но дали таа виде некоја вина кај нејзе? Тоа можам да ви одговорам дека по првиот претрес ние отидовме за Грција. Значи ние ако видовме вина или нешто случајно и ве сликаа на плажа. Точно. Значи ние бевме на плажа. А кој ве фотографираше на плажа и зошто? Па имаше многу луѓе. Мајка ми не беше фотографирана само тогаш. Значи луѓето и пред да се појави случајот рекет, ние не шетавме со бодигарди. Јас не сум шетал со бодигарди, ниту пак мајка ми е шетала. Значи во моментов луѓето слика и јас се сеќавам и на плажа и јас сум слика на една од сликите, сум на плажата слика. Ние бевме на одмор, додека бевме на одмор почна да излегуваат снимките лаверита. Значи тие случајно се вознемирили Катица од тие снимки. Што мисли Катица? Што мислите вие и Катица за тие снимки од лаверита? Значи нормално дека се вознемири. Значи не е нормално некој да не се вознемири, особено кога се појавуваат снимки, сите пишуваат за вас. Ние во моментов од кога излегува тие снимки се спакувавме, знаевме веќе дека и во Неа Каликратија беше местото во Грција, дека има новинари од Македонија кои што беа таму. Значи јас знаев дека има новинари и ми пренесе еден пријател кој што и тој беше исто во Неа Каликратија, ми вели, нарачуваа, вика, двајца новинари беа со камера, нарачуваа храна. Значи јас знаев веќе што е работата. Ние дојдовме во Гевгелија, дојдовме за Скопје. По некој период јас се вратив назад во Грција. Отидов со девојка ми и со едни пријатели, бевме ние во Грција, да јас сушност и така дознав дека бев 99% сигурен дека има пин мерки спрема нас. Затоа ја велам злобата. Сега на тие пин мерки, така. Сега ќе ви кажам зошто. Мислам, ако имате прашање, повелете. Значи, додека бевме ние во Грција, бев јас, сестра ми беше дома. Но Козле на Стрезова 20, си седеа дома со внуката, сите бевме дома, надвор камери, се снимат, се прават репортажи, емисии пред нашиот двор, све се правиш. Во моментов нема интернет, нема еден ден интернет, нема 2 дена интернет.
во кој што сестра ми си отиде дома во станот, ние се слушавме и јас си кажав моето мислење. Викам, мислам дека има пин мерки спрема нас. Ова е повеќе од очигледно, заради тоа Каква што врска има интернетот со пимерките? јас тоа беше моја претпоставка. Луѓе да стојат на бандери околу, да нешто тоа не знам како да ви кажам искрено, јас тоа го осетив. Јас кога се вратив, јас не ги видов луѓето. Јас кога се вратив, отидов кај мајка ми, седевме по цел ден и ние бевме на релација с Ю-Райдер, кај што баба ми беше згрижена во дом за стари лица и релација дома. Значи таа беше нашата релација. И јас знам дека обвинителката знаела дека ние идеме таму. Тоа една недела се случуваше претходно, значи ние идевме, разговаравме на телефон со сестра ми, јас, мајка ми разговараше, значи мајка ми го зеде истиот број, само со телефонот на мојот братучет. Тој го даде неговиот телефон, беше ист број, значи може да сигурно не слуша, све имаше, физички сме сликани, снимани, кај идев. Што зборувавте на тие средби кога физички ве слика? Знаете како тоа што го видовме во самиот суд остава впечаток дека Катица Јанова имала највеќе доверба во вас како син, бидејќи на тие пимерки се гледате само вие. Седнувате на клупа, излегувате, се движите со Ауди, на кружниот тек кај Ѓорче Петров, кај Кам маркет има таму седиме. Застанувате пред старечки дом, претпоставам тоа е каде што била свирижена вашата баба. Тоа беше, купувавме за јадење, носевме. Ви кажали тогаш Катица Јанова, бидејќи бевте свесни, претрес имаше, ви кажали што може да ве очекува? Беше ли свесна што ја очекува? Катица беше свесна, знаеше што може да ја очекува, значи таа ги знае постапките, знае што може да ја следува. Значи ние при првиот претрес, они кога дојдоа дома и кога си отидоа, ние не знаевме дека ќе има втор претрес и дека како да кажеме дека ќе има пин мерки, не знаевме што работи обвинителството. Но сте осетиле? Сте биле ли предпазливи? Јас осетив дека има пин мерки и дека не треба да зборувам преку телефон. Значи ништо. Значи реално јас дојдов, знаев што е моабетот. А што би збореле инаку ако немало пин мерки? Па знаеш, кога ве слушав, бие и не би се зборува и за се, дури и што ќе јадете не сакате да зборувате. Реално, кога некој вас друг ве слуша, вие може да се зборувате за приватни семејни работи. Ние претходната вечер после исказот отидовме во Ю-Райдер, веќе знаевме дека баба ми не е добра. Значи јас со тетка ми, мајка ми разговаравме, тоа беше предпоследниот ден. Значи ние разговаравме на телефон и тетка ми и мајка ми, значи ние веќе преку на мајка ми телефонот договаравме во Гевгелија луѓе кои што се бават со погреби и слични работи да го организираат тоа, дека треба превоз, транспорт, тоа све се знаеше. И дента јас кога стојам пред влезот кој што сум сниман исто, мислам дека од вашата камера од ајден он беше, пред влезот сум јас сниман и во тој период јас имав проблем нешто со колата. Значи ние се спремавме да идеме. Кога доаѓа шоферот на Катица. Да, за нас можеше да се случи, да ви кажам за 15 минути може да се случи страшен хаос. Значи ние се спремавме да идеме за Гевгелија. Ние веќе одбиравме облека, што ќе се облечеме, знаеш, се жали, црно и сето тоа. Јас во Гепекот имав алишта, мои кои што беа, ние бевме спремни. И јас ако тргнев да се одедам за Гевгелија, а тие веќе се спремале за доаѓаат кај нас, тоа ќе беше бркање, ќе ме изненадија мене на автопат. Јас немаше да бегам од нив. Ќе беше спектакл, може така да се. Така. Тоа сака да кажете дека практично Катица Јанова уапсена ден пред да почне вашата баба. Не, на денот кога почне. И знам дека претходните денови, зашто и вие знаете дека ние само таму сме се движеле и дека разговараме за тоа, верувам дека обвинителката била информирана. Зборувавме за телефоните и телефоните го наметнуваат и природно прашањето што бараше телефонот на Катица Јанова, специјална обвинителка на јавното обвинителство, да не кажам тогаш специјална јавна обвинителка, кај вашата девојка, претпоставам како што беше презентирано во јавност од обвинителството. Имаше повеќе ситуации за телефонот, јас ќе ве потсетам. Имаше телефон кој што јас го изгубив во Белград. Тоа е периодот во октомври месец. Јас еден другар правеше свадба, отидовме на ергенска забава и јас го изгубив телефонот. Случајно или намер? Случајно. Го изгубив тој телефон и јас се вратив во Скопје, немав телефон и мајка ми го даде низиниот телефон. Ми рече, Лазе, користи го мојот телефон. Тоа е службен телефон земен од ЦЈО или приватно купен? Да, службен телефон е, користи го, вика, телефонот кој што е ова, додека се снајдеш да си купиш нов телефон. И тоа нормално ли е службен телефон од ЦЈО да го користи синот на специјалната обвинителка? Како да ви кажам, нормално од кој аспект, дали јас во моментов користам услуги кои што користат од таму или го користам само уредот? Услугите не ги користам. Значи услугите не ги користам. Тоа е телефонот кој што е нејзин, кој што таа го користела, мајка ми си продолжи да си го користи својот телефон. Тоа е телефонот кој што зборуваме подоцна.
Значи, а јас го користев овој единствено како апарат. Телефонот кој што беше пронеден кај девојката, кај сестрата на мојата девојка, тоа беше летото кога јас ви кажав дека со пријатели бев во Грција, значи кога отидов, тоа беше девојка ми, седевме заедно, ние правевме муабет све. Телефонот имаше скршен телефон, мајка ми рече јас сакам да си купам нов телефон, еве Лазе ќе ми го даде неговиот, него ќе му купам нов телефон, а еве ќе ти го подарам овој на тебе, користи го. А тој е каков телефон? Тој е службен телефон? Не, тој е нејзин личен. Тој е нејзин личен, Samsung. И кога и го дава телефонот? Небитно, да не наблагаме. Кога точно го дава телефонот? Во време на рекет кога се случува? Тоа е тој одмор кога практично вие се враќате, кога знаете, кога зборувате? Не, тоа е порано. Пред да се случи рекет? Не пред да се случи рекет, али мислам дека е некаде околу месец јануари, нешто така. Не сум сигурен, знам дека така настана муабет и по претресите? Не, предходно. Пред да биде било. Значи работата што овој телефон на Катица Јанова е одземен при претресите. Мислам е одземен при претресите. Се барал, го немало, па одземен. Така, значи Катица Јанова беше одземен еден телефон кој што таа го користеше во моментов при претрес. Беше одземен и телефон од сестрата на мојата девојка од Гевгелија. Значи е повикала полиција, го одзела тој телефон. Значи тој е телефонот кој што Катица Јанова го користела во периодот, не во цел период на обвинението рекет, на дел од периодот. Добро, ама еве јас ќе кажам вака за да можеме да ја сублимираме приказната. Не верувам дека ќе седнете во ова студио и да кажете да Катица Јанова ги форматираше телефоните затоа што имаше криминални пораки, да речеме, материјали во него, но може ли да се каже дека по некоја случајност два телефони се форматирани или еден? Не, овој е телефонот, значи тој телефон не е форматиран, нема нејзини податоци внатре. Значи нема податоци кои што не го користела, мислам нејзини слики, податоци, контакти се девојчето кој што го користеше, нема да ги користи нејзините контакти или слики, ме разбирате од тој аспект. И се направи една фама дека кој го користел тој телефон, како го користел, а во меѓувреме дојдовме во ситуација да Катица Јанова е осудена заради тоа што таа оддавала информации преку својот телефон кога Бојан Јовановски бил во домот на Јордан Камчев. Ако Катица Јанова давала информации од својот телефон додека Бојан бил во присуство на Јордан Камчев кој издржувал Мелка Куќин притвор, тогаш зошто овој телефонски апарат, еве го, зошто записник за враќање на одземени предмети, зошто овој телефонски апарат ја вратен на Катица Јанова? Предметот не е поврзан од кривично дело, ниту пак произлегува од кривично дело. Па како? Да не е зборено од тој телефон, да сте збореле од друг телефон, можеби од фиксен сте збореле. Ама го утврди ли тоа обвинителството со вештачење? Прашувам. Значи, вештачење, колку што знам, според вас нема. Ама вон секое разумно сомнение треба да се докаже дека тој што е обвинет во постапката. Добро, што муабети правела Катица Јанова со Бојан Тринарска? Тоа на сите, мислам дека и цела јавност се интересира во моментот да се дознае. Сега во судница се тврдеше дека тоа биле приватни разговори, лични разговори така натаму. Зборувала ли нека ти си спуштила ли некоја информација на Катица Јанова кон Бојан Тринарска, еве барем за предметот империја? Не. Значи Катица Јанова, Како може да сте толку сигурни во тоа? Ја знаете вашата мајка, сигурен сте поради тоа или? Јас знам заради тоа што јас сметам дека таа попрво би ми рекла мене, во случај дека јас да се пазам, да внимавам кај идам. Еве на пример јас не сум знал за многу обвинети лица кои што се собственици на одредени, да кажам, кафулиња, објекти, а јас сум присуствувал таму. Значи да пазам кај идам, кај се движам, да Лазе, ама вие велите дека практично вашата мајка била, да кажеме, една од точките кога вие влегувате да работите во еден ТВ. Значи разговара со новинарка од таму, после тоа нели се пружа можност вие влегувате да работите таму. Но Катица Јанова од таа позиција можела да ве вработи во 3 пати подобри фирми. И самите го кажувате тоа. Зошто не ве вработи? Зошто баш многу е чуден тој момент како баш Катица Јанова вработи во еден ТВ? Мојата адвокатска кариера не започна сега. Значи започна уште во 2013 година. Значи јас тогаш почнав да работам во адвокатско друштво на Јаким Наумов и Тони Менкиновски, адвокатот на Јордан Камчев. Значи јас работев таму и јас кога самите овие адвокати стана адвокати на Зоран Заев, во случајот подкуп мислам дека беше, и кога мајка ми беше избрана специјален јавен обвинител и кога почна да се стега обрачот околу све, јас се повлеков во Гевгелија. Сакам да ви кажам дека во тој момент
Јас го направив чекорот да не стојам на патот на било која работа или се жртвував себе си во случајов во корист на предметите и на работата на мајка ми. Значи, сакам да ви кажам дека јас сум свесен и од денешен аспект уште повеќе дека кај да сум побарал да бидам вработен во било кое предпријатие, во било кое све, кога сите тогаш сакаат да бидат со нас, сите сакаат да се фалат дека не познаваат, сакаат да бидат во наше друштво, дека јас било каде можев да бидам работен. Ви кажувам искрено. вие одлучите Јас не во можев да еден се вратам да работам на кампот во транзитниот камп Бинови во Гевгелија со бегалци кои што транзитираа низ Балканската рута. Јас таму се вратив повторно ќе ве и прашам. таму бев мета на Да, повторно кажете напади. со платата, така. Уште еднаш ќе ве прашам, дали тогаш може да се каже дека бевте злоупотребени во еден ТВ, како семејство и како личност? Па јас мислам дека не можам да потврдам дали во која мера сум бил злоупотребен. Мислам дека тоа што самиот факт што сум бил вработен дека можеби и носела некои придобивки за, како да кажем, за атрактивноста на телевизијата Кога или нешто станавте свесен за тоа? Па јас реално кога бев во телевизијата и кога се ја работев мојата работа, луѓето зборуваа за мене се и претходно и кога не работев таму и да отворев сам канцеларија, луѓето ќе зборуваат дека судиите ми го местат предметот, дека јас појма немам од право, ама дека мајка ми е специјален јавен обвинител. Али јас со никое дејствие не сум довел во ситуација да како за сега да Не едно да од речиштата одговарам. баш се вели дека практично вие сте потпишале некаков договор. На Од тие за меѓународен сојуз, знам дека тогаш се велеше дека на еден од тие проекти кои Бојан Јовановски ги нудел на бизнисмени стоел ваш потпис. вие Имаше велите- имаше прашање на таа околност и во тој предмет и во предметот сега за надомесна штета што се води. Јас Јордан Канчев и лично го прашав дали мене ме познава. Тој не ме познавал мене, не го познава мојот потпис, ги истражувал проектите кои што се за старечки домови, за некакви трговски центри, правил физибилити студии и све, но никогаш не се распрашал кој е Лазар Јанев. Од кај на Лазар Јанев, според неговото кажување, 4 милиони евра франшиза, за да јас можам да работам нешто. Јас ниту сум во врска со старечки домови и трговски центри. Па јас никогаш во животот тоа не сум го работел. Па јас сум табула раса за тој дел на работа. Ниту пак сум Значи, не сте потпишал, потпишали? нити сум потпишал, нити верувам дека Јордан Го Канчев го побарате знае. ли барем да го видите вака како лист да речете еве дајте ми да Па видам го нема во предметот. Имаше и плюс дека сум возел кола од еден ТВ. Колку беа, не знам, 100 луѓе ли беа вработени во еден ТВ, може сите да ги прашаат со Вие какво си го возел. возевте вашето Ауди што ве снима низ Скопје Имав со Катица претходно и Јанова. Голф 4 и уште го имам и Ауди од 2005. Се промени ли вашиот живот од како вашата мајка стана специјална јавна обвинителка, велите земала голема плата, Мислите од имавте финансиски аспект дали се Апсолутно. Да. бидејќи купувате втора кола, никој не може да си овозможи ни една. Првата кола ми е подарок од татко ми, значи заради тоа што јас работев и во Америка и во Германија и новиот work and travel што и се вратив со негова помош и со моја помош ја купивме колата која што имав Голф 4. Се разбира, работев и на кампот во Гевгелија, работев во нотарска канцеларија, работев во фонд за иновации и технолошки развој. Добро, зборуваме дали ви се подобри само од аспект кога мајшата мајка стана специјална јавна обвинителка. Нормално дека и нас се подобри. И како дојде до втората кола? И јас ја купив. Самиот. Да, јас мислам ние имаме семеен буџет, ние сме сите заедно сме и сега сме заедно, имаме заеднички буџети. Јас сега ја издржувам мојата мајка. И сеја имаше некој таму буџет, некој фонд. Што се случи со тој фонд? Некој резервен што се чуваше, што имала пристап само Катица Јанова? Тоа немаше пристап само Катица Јанова, јас колку што сум информиран. Тоа е износ кој што еден, како да кажем, мекици што собирале солидарен фонд во кој што им помага на повеќето од лицата кои што има потреби. Значи мекици еден, како да кажем, звучен збор кој што ги привлече лицата, но имаше луѓе кои што навистина имаа потреба. Дел од нив имаа здравствени проблеми. Добро, и каде завршија тие пари? Сега? Се знае? Си ги распределија вработените на крај. Добро. Катица Јанова исто така на едно од рочиштата се велеше дека имала ташна Луи Витон, значи не зборам за торба, зборам за чанта, со некој иницијал од нејза. Дали можеби К мислам дека беше. Дали можеби тоа е подарок од Бојан 13? И дали некога сте примиле подарок од Бојан 13? Првен ќе ви кажам дека најпрво
дека таа ташна е одземена согласно член 100 од КЗ, а од 178 страни мислам, Добро. е само една спомната. И тогаш кога е одземена. Но вие не е- велите дека ако е спомената, нели барем е споменат, имаме таму и не споменати ствари. Значи кога веќе е спомената веројатно? Да, спомената е, сега ќе ви кажам зошто. Задржана е? Таа е при Конфискувана? при првиот претест кога го правеа кај нас, не беше пронајдена чантата и јас не ја знаев дека мајка ми има чанта Louis Vuitton, нити пак сум знаел Имала претходно купувала брендирана. Има и повеќе, има и имаше и многу алишта. Значи јас во целиот случај не ни знаев дека таа имала таква чанта, немала, имала или слично. Тоа излезе во една емисија на Код, која што беше дали тие се златни букви или не се КЈ златни букви. И златни ли се? Немам појма. Искрено да ви кажам, прв пат ја видов кога ја одзема. Значи и таа И прашавте кој ја подела? Да, таа рече дека таа е моја чанта и јас ја купив. И во тој момент јас повеќе и не прашав. Дури и знам дека истражителот ја прашуваше од кај ви е чантата. Јас се сеќавам, бевме на тераса надвор кога ја праша, и мајка му рече таа си е моја чанта, јас ја купив. На што ја замерувате највеќе на Катица? Тоа што не било доволно отворено со мене. Тоа што многу повеќе криела работи од нас во поглед на работата, за да не повреди, да не изнесе на, да кажам, на некои неубави нешта, да не повреди или нешто слично, на тоа најмногу и верувам, замерувам и исто и замерувам за тоа што ние сите многу зборувавме при нејзиниот избор за специјален јавен обвинител дека таа треба да биде многу предпазлива, бидејќи луѓето се спремни на се. Таа не слушаше, но не свати доволно сериозно. Затоа сум сигурен. Значи ова што и се случува и го направија тие луѓе кои требаше да седат на обвинителна клупа, можам така да го сватам? Па, јас мислам да. Ако не беше дружбата со Бојан Тринаеска, дали ќе се случеше рекет? Јас мислам дека рекет нема да се случи, мислам сигурен сум дека немаше да се случи рекет, а друга работа не сум сигурен дали ќе продолжише постоењето на специјалното јавно обвинителство. А дали сметате дека можеби стварно земала рекет Катица Јанева? Не, и гарантирам дека тоа е така, зашто во овој случај јас се трудам на секој начин да заработам пари, да работам што повеќе за да можам да се издржуваме ние сите заедно. Во моментот има и мерка конфискација спрема нас, запленет е имотот на мајка ми. Значи семејната пензија не ја прима која што ја примаше до сега и јас Да, од тука ми и прашањето, во еден период вашиот дедо бил председател на суд, тоа значи дека вие сте имале средства. Вашиот покојен татко да, тоа е многу одамна, уште пред јас да се родам, така. да, јасно. Вашиот татко исто така работел во царина. Во агенција значи... за храна и ветеринарство, беше ветеринарен инспектор. Со што ќе се издржува Катица Јанева кога излезе од затвор? Има пензија. Има период кој што ќе нема пензија и се надевам дека таа е работно способна и дека ќе работиме нешто заедно и ќе заработуваме за Ќе биде живот. адвокатка? Па не знам дали ќе биде адвокатка, може и ќе ми помага во мојата адвокатска канцеларија, но може и ќе работи нешто сосема друго. Мислите дека што не. можете да имате клиентела со Катица Јанева во адвокатска канцеларија? Па јас сметам, јас и до ден денес имам луѓе кои што ми преидуваат и мислам и повеќето со тие кои што ми преидуваат и ми даваат поддршка, ме прашуваат како е и дека се свесни за се што се случува. Мислам дека после оваа спогодба дека сите се многу повеќе свесни за тоа што и како се случуваше. Зошто? Заради тоа што на крај се докажа дека излезе тоа што го пише во обвинението, дека да плати минимална штета и да не оди во затвор, очигледно и така бидна. Еве сега и со промена на живеалиштето во Струга стана Охрид и Струга станаат други центри, веќе може не се само туристички, така да Катица Јанева сепак остана во Идризово, тоа не е затвор од отворен тип, тука е од затворен и полуотворен тип. Да. Како го поднесе тоа? Знаеме дека имаше нели здравствени проблеми, затоа беше пуштен од истражниот затвор во Шутка. Како поминува сега во Идризово? Каква е нејзината здравствена состојба? Кои моменти беа најтешки? Најтежок момент беше моментот на притвор. Следен по тежина беше моментот на куќен притвор во Скопје. Тука имам, ќе кажам, разлика што е и ќе ви надополнам и за злобата на обвинителката и ќе ви кажам зошто со аргументи. Заради тоа што кога се префрливме во Гевгелија, работите беа многу полесни. Значи, мајка ми никогаш не живеела со мене во мојот стан. Мојот стан е 50 квадрати.
Во Гевгелија си живеела цел живот, знае како е, има пријатели, комши, значи вистински пријатели, вистински комши, вистински другарки, другари. Овдека Значи, слика од балкон. Така да и комшиите, тоа е, не сакам да коментирам во тој дел. Значи, сметам дека тоа што денот кога беше решено дека Катица Јанева ќе оди во Идризово, не беше тоа дека таа ќе оди во Идризово дека е нешто тешко и паѓа, туку моментот што се осети обесхрабрена. Тоа е заради тоа што самата пресуда, ќе ви кажам и друго, имам еден документ, Катица Јанева не беше спроведена со упатен акт во Идризово, туку беше спроведена со еден поднесок во кој што нема име. Значи не е насловен како, туку ова е спровод и се доставува единствено до Министерството за внатрешни работи. Судија за извршување на санкции од Гевгелија го доставува ова решение за спровод и истото се доставува со истото решение доаѓа полицајецот кај нас дома и вели за 10 на минути да бидете спремни идете во Идризово. А Катица претходно Јанева- имаше ли упатен акт? Не. Добро. Катица Јанева прв пат ја прими За тоа викавте прв пат вие... ја прими пресудата на 12 август, 20 дена по одење во, значи ние првинци ја слушнавме пресудата од јавноста, бевме единствен случај, јас верувам, во кој што Ова првин збориме се за напишува, апелација, така? да, првин се напишува пресудата на 5 јули. Тука имаше еден State Department, еден многу лош извештај за Македонија ако ви текнува. Јас мислам дека и тоа не е случајност. И дека на 5 е изготвена пресудата за на 21 да биде 19 да биде објавена, на 21 Катица Јанева да биде спроведена во Идризово. Го подобри ли барем Катица Јанева извештајот на State Department? Па очигледно не и согласно 8% доверба во судството, ќе ви кажам дека не. Би се нафатила, мислите, повторно да биде специјална јавна обвинителка? Не знам. Што очекувате од Врховен? Од Врховен очекувам да ги прочита сите повреди кои што се сторени во постапката, да увиде дека ние како одбрана немавме право, немавме и можност и еднаквост на оружјата да ги доставиме сите докази и да се води една фер постапка. Бевме предмет на како да кажам прогон директно и од јавноста, а најголем дел во судската постапка ни беа оневозможени правата кои што се однесуваат на тоа да ние предлагаме докази дополнителни, предложивме докази кои што не беа прифатени, помина предмети за кои што постоја барање за вештачења, а во суштина се донесува писмени извештаи за кои што обвинителката рече ние се ги викаме вештачења. Значи тие беа направени од лица кои што се стручни, јас не спорам дека тие се стручни. Еве јас бев стручен, но не бев адвокат, не можев да ја поседам во притвор, па и тие немаат лиценци, не може да бидат вештаци. За снимките на Зоран Милевски Кичеец беше применет 354 од ЗКП законска одредба која што бара исклучување на јавноста и вие како јавност бевте исклучени за тоа за права да не се наштетат на трети лица. Иако Бојан Јовановски и дозволуваше да се... Не треба само тој да дозволи, туку јавноста треба да се исклучи ако се повредуваат правата на обвинетиот, на оштетениот, на сведокот. Имаше нешто спектакуларно во тие снимки? Бидејќи не можете ги коментирате во содржина, затоа и прашувам. Не, само од нив ќе се утврдеше дали тоа што го зборува Ана Камчева е вистина. Кога Ана Камчева вели дека Катица Јанева е убедувала дека ќе биде пуштен Јордан Камчев од притвор и дека тоа го зборувала на телефон со Бојан Јовановски, а заборава или не знаела дека Зоран Милевски Кичеец ги снимал сите средби кои што тие ги имале и на тие средби на ниту една не се јавува Катица Јанева, јасно ќе се докаже дека тие многу подобро... Ја Катица Јанева, кога што слушам, е пукала во моментите кога тие се среќавале. Била на вежби. Имаше нешто, да, ама тоа е пак периодот кој се наоѓа во куќен притвор Јордан Камчев. Значи, ова е периодот кој што зборуваме за пуштањето од притвор, тоа е месец декември. Ана Камчева ги објаснува средбите на кои што идела, секогаш идела со Зоран Милевски Кичеец, истиот ги снимал. А исто така можам да кажам дека сметам дека Врховен суд мора да се одложи поради една можеби најбитна работа во целата постапка, е тоа што судијата Јани Нича, кој што беше претседател на Советот, кој што ја преиначи одлуката за притвор, куќен притвор на Катица Јанева, беше предмет на финансиска истрага од Вилма Рускоска. Иако беше предмет на финансиска истрага од Вилма Рускоска, И таа кажата како ги тресе од гаќи. да, и имаше и финансиска истрага за која што постои исто така јавно известување од Мислите страна на дека обвинителката. влијаело Тој е претседател на Советот која донесе одлуката во апелација.
Тоа е судење пред непристрасен суд, директна повреда на член 6 од Европската конвенција за човекови права, за кој што се надевам дека Врховниот суд навреме ќе увиде оваа повреда која што е од апсолутен карактер и дека тоа би ќе донесе довело до правилна што? одлука. До враќање на предметот на повторно судење. А Катица Јанева затвореник ќе биде повторно само слободен човек, но не обвинител. Да. И во тој момент ќе можеме ние да се браниме со еднаквост на оружјата и да се проведе фер постапка во која што ќе докажеме нашата невиност. Има ли што да каже Катица Јанева, ако еве речеме дека денеска се укинува пресудата, дали утре исто во ова студио има што да каже? Има што да каже. Има што да каже, само дел ми има, мислам, од се кажано мене. Значи, после сите работи, кај се неизините согледувања. Ти може ли да ни откриете нешто? Не. Ќе оставите Значи, на нејзе? Таа, ќе има време, млада е уште, значи, да остане пресудата како што е така, ќе дојде ден кога таа ќе може да каже што ја лежи на срце. Се плашите за нејзината безбедност? Моментално во затворот Идризово не се плашам за нејзината безбедност. Искрено јас идам често, идам како син, идам како адвокат, редовно сум таму. Во добра релација сум со сите вработени, таа е почитувана. Искрено јас и како адвокат сум почитуван, така да не сум за сега имал проблем со затворот. Се промени и повеќе директори, јас не сум имал проблем. Се ви наштетили Катица Јанева вас многу како семејство, но и како син? Па, да ви кажам, се направи промена во нашата фамилија. Значи, јас многу направив еден брз курс. Значи, мислам дека брз курс на животот и брз курс како адвокат. Иако претходно работев како адвокат и иако претходно студирав правен факултет и бев реално и возрастна личност, сега сум постар, не сметав дека толку работи не знам. Значи, многу повеќе се надополнив како од човечки аспект, така и од професионален аспект. И мислам дека тоа треба да го сватам барем како еден дел од позитиво и тоа што било неубаво да го искористам позитивно. Вашата сестра? Мојата сестра е надвор од правото. Она е специјалист по фармација, успешен На нејзи или човек. на вас ви падна потешко целото ова што се случи со Рекет и со затворот на Катица Јанева? Кога не ги познавате работите и не можете и многу да се осетите оштетен поради тоа што ќе се осеќате оштетен поради постапката, али што ве очекува кога не знаете, многу е полошо кога знаете што ве очекува. И јас во случајот знаев што ме очекува, таа не знаеше. Се трудиме и двајцата да видиме околу нејза, имаме во меѓувреме добивме и втора внука. Мајка ми е среќна, горда на внуките, сите сме заедно, бевме заедно. Желбата најголема на Катица Јанева моментално која е? Да се ги види внуките. Слободата? Тоа се подразбира. Бидејќи тоа подразбира дека може и да ги види внуките. Твојата потреба вие можеби да се извините на јавноста за нешто? Не, јас немам што да и се извинам на јавноста. Сметам дека јас и како адвокат и како син си постапувам согласно моите овластувања и моите чувства. Во име на Катица Јанева? Во име на Катица Јанева немам што да се извинам, само можам да кажам дека таа ќе се брани до крај, дека нема да се предаде и дека сега е во добра кондиција и добро се држи, дека има ден кога таа ќе излезе на слобода и кога ќе ја каже својата страна на приказната.